Многу откачено е. Исто кова со исто половиве бракови со посвојување во деца и со бришењето на именките мама и тато и нивна замена со родител А и родител Б. Не ви е тоа откачено, а малца, нели е фенси, европски малца, онака, многу е јако. Вие го сваќате тоа? Мислам, пазете, не ме сваќате погрешно. Мислам, ја не сум ни хомофоб, не сум ни верник, мислам у принцип. Ајде да кажеме, не имам обичај да се дефинира, да кажеме дека сум атеистник. Ама луѓе, традиционалниот брак меѓу маж и жена подразбира баланс. Знаете на каков баланс мислам? Например, едниот од партнерите секогаш стои што го моча капакот на шолјата затоа што моча стоечки. Меѓутоа затоа има друг брачен другар на кој што тоа мочање на капакот на шолјата му смета затоа што овој моча седечки. И цело време се обидува да го воспита својот брачен другар што моча стоечки да му каже дека тоа така не треба. Тоа е тој баланс природен. Сега, ако се двајца истополови машки партнери у браков, нема кој на кого да делува воспитно образовно да не го моча капакот на шолјава. Уште ако имаат посвоено машко дете, па кој ќе му каже на тоа дете дека не е хигиенски да моча капакот на шолјата? Тие деца ќе бидат постојано дезориентирани, нема да знаат кој правец да го фатат. Дури под услов и да остане она именките мама и тато. Замислете се ова дете оди кај едниот од двајцава машки родители и му вика: "Тато, тебе голем ти е?" "Да бе сине, али нека она мама." Или замислете сега детево слуша дома караница меѓу машкиве родители. "Злате ме, пак си ми ги земал розевките танга, па тие се мои, твоите се овие виолетови со мечиња, па немој да си таков. Сакам одма да ми ги вратиш, одма." Или замислете, детево иде во школа од истополови машки партнери, иде во школа и нормално ќе чујат некој другарче дека мајка му го родила, го извадиле од стомакот на мајка му и сега детево нормално кod дете љубопитно ќе дое дома, ќе застане пред двајца машки родители, ќе ме рече: "Добро бе луѓе, кој од вас двајца ме роди?" Шо ќе му кажат? Бе? "Тетка ти те роди." Деца уште пред да влезат у пубертет, бардовци ќе фатат, бе. Цел светот иде у курац, начело со нас. Виенски бал во можеби најгрдиот главен град во Европа, Виенски бал во Скопје. Тоа е исто кој да туриш тартуфи у Компирманџа. 1200 евра резервација на маса. Уште 2000 евра за нова гардероба. Многу е глупо да те видат у старата од минатиот бал. Тоа, после балот фрчат слики на Инстаграм и Фейсбук. Благородништвото од Делјадровци и Конопиште сака да се покаже. Лордови и грофици у полн сјај. Лордови и грофици у полн сјај. Иако малку подзаборавиле на првиот сек што го имале у шталата на дедо им, доека на метар од нив испарувала свежата лепешка на кравата руменка. После балот, на враќање дома пак ќе се измочаат у лифтот. Многу е тешко да додржиш овие сортни вина, нели, и шампањ француски. Шприцер со сортно француско вино од 1947 многу ја дуе бешиката. Сабајлето мамурни пак ќе го остават ѓубрето пред врата да ферментира 2 недели. Или со него ќе огаѓаат контейнерот од тераса. Некои работи не се учат преку ноќ. Например, да научиш да играш валцер на Штраус. Оној, кореографот што им доаѓа 2 недели пред балот да ги учи за 200 евра од саат да играат. Не е семоќен. Ги гледаш на балот, пак се подгазуваат и се смеат као шлакнати. Значи не постои таков бал што може да ја покрие нашата малограѓанштина и простотилак. Виенски бал, направен по концептот "Где си била кад сам био Нико", не е ниту бал, ниту е виенски, селски е, ги прави уште поголеми селјаци. Затоа, джабе го сменив името у Северна, кога станавме малограѓани у душа, а проблемите ни останаа исти. За овде да се решат сите проблеми и да дое живот у Македонија, не треба да влезат у коалиција СДСМ и ДУИ или ДПМН и ДУИ со БЕС или не знам како. Овде за да дојде живот, треба у коалиција да влезат Дедо Мраз, Златната рибка и духот на Аладиновата ламба. Само таа коалиција ни е спасот. Покажавме ние дека не сме способни да имаме стабилна и правна држава.
Джабе Адам и Ева беа македонци. Не се смејте. Вистина беа македонци, има и докази за тоа. Знаете по што се гледа? И они беа голи и боси као нас и замислуваа дека се у рајот. И не се само они македонци, од познативе светски личности, а има и други. Ова црнкињава водителка во Опра, не се смејте, исто е македонка. Абе не се смејте, чистокрвна прилепчанка. Знаете како го има добиено името? Ко била млада, ко се шетала по чаршијата во Прилеп, секој што ќе ја видел викал: море, види го какво е ова црново да му го опрам. Да им го опрам ја и новие председателскиве кандидати шо беа. Ај, 20 професори се тепаа кој да биде председател на Северна Македонија. Абе да пресечеш вини од досада, бе, ко фатија да се тепаат со цитати на Хобсбаум, Черчил, Де Гол. Абе, порано беше задоволство да се гледаат во разни кампањи Љупчо и Бранкове. Тоа беше романтично време. Кој ќе му речеш едниот на другиот, бране, абе, мавни една црта, бапни виски, дој ќе правиме муабет. Љупчо, абе, не ади гомна. Барем ја као тебе не се облакам у генералски шинели, не се гледам гол предогледало нарци 7 пизда ти матер. Ој, новиот председател Стево за време на кампањата само идеш и само ги тапкаше по рамо вие граѓани. Тоа го избра, сега ќе биде кој ве тркалам, сме го гледале тој филм. Оваа Пасилјановска, она као да беше кандидат на некоја интергалактичка федерација и као прв пат у Македонија да дое. Абе, ништо не беше јасно, еј. А? Кај сум сега, у Кавадарци или у Неготино? А? Абе,